темата е одложено плаќање, односно плаќање без камата за сите должници. Мој денешен соговорник и ваш е Зоран Неделски, директор на секторот за наплата на јавното предпријатие Водовод и канализација. До крајот на месецот тече оваа акција за плаќање без камата на сите должници. Значи, јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје во соработка со преостанатите две јавни предпријатија, Комунална хигиена и паркови и зеленило, преку своите управни одбори, уште еднашка покажа една голема доблест и ниво дека се грижи за корисниците на своите услуги и во соработка овие три компании донесоа одлука за сервисирање на долговите кои што ги имаат граѓаните и правните лица без пресметка на камата. Како што и вие кажавте, оваа акција започна на 15.2, ќе трае до 31.3, со акцијата во која што се сервисираат долговите кон јавните предпријатија, значи не се опфатени предпријатијата, компаниите кои што се под надлежност на централната и локалната власт. Сакам да напоменам да не дојдеме до некоја забуна, значи тие компании се изземени од оваа акција. Има должници од тие компании? Имаме секако дека имаме, меѓутоа за нив не важи ова. Веќе 15 на 16, 17 или колку дена тече акцијата, како се имали наплата? Колку е совесноста и колку се приклучуваат на оваа акција, каде што навистина да се плаќа без камата е доблесна работа. Овој бенефит го искористија добар дел од граѓаните и фирмите должници. Значи, дел од нив си го сервисираа својот долг во готово, значи со подмирување на целосниот долг, за кој што не е пресметена секако камата, а дел од должниците склучија и договори за одложено плаќање. Такви имаме некаде околу 320 договори во овие 12 работни дена. Вие кажувате сега календарски дека се толку колку што рековте. Меѓутоа работни денови се 12 заклучно со вчерашниот ден. 320 корисници имаат искористено можноста за одложено плаќање. Во висина некаде околу 30 милиони се веќе обезбедени со самите договори за рати. Што ова значи? Значи двоен бенефит, оваа акција е двоен бенефит и за граѓаните и за компаниите. Зашто ова го велам? Ние минатиот месец со сметките за јануари пуштивме и опомени до корисниците да ги подсетиме на нивните обврски кои што ги имаат во однос на плаќање на услугата која што ја добиваат од нашето предпријатие. За таа цел, значи, дополнително ја спроведуваме и оваа акција. Следниот месец ни доаѓа период за тужење. Значи, сите корисници кои што користат овој период во време траење на акцијата, дали за целосно подмирување на долговите или со склучување на договор за рати, дополнително ќе заштедат во својот домашен буџет и средства кои што во иднина би требало да ги платат и за натамошните судски такси, и тужења, и трошоци и камати. Што ќе се зголеми. Сакам да ве прашам, споменувате некој во готово или на рати? Износот е идентичен и на рати и во готово? Имаат некои бенефити што ќе платат веднаш во готово? Бенефитот е без пресмета на камата. Без пресмета на камата. Овие предпријатија кои што напоменав се откажавме од законската можност што ни дозволува да пресметаме камата за задоцнато плаќање. Значи, избор е на корисникот кој начин ќе го одбере на плаќање. Ова не е прв пат да го правите како акција, навистина во текот на годината, јас мислам дека и неколку пати правите акции и сме го објавували во јавноста за вашите корисници, за граѓаните на Скопје, за корисниците на услугите на вашето предпријатие. Какви се искуствата до сега? Знаат да ги употребат овие бенефити што ги нудите како јавно предпријатие корисниците или сепак има оние што можеби па и некои, ако се навистина големи долговите, не може да платат? Значи, видете, ние по долги извршени анализи започнавме со вакви акции уште 2017-та и обично се спроведуваа по некоја една акција на годишно ниво. Меѓутоа, во периодот на короната се осмелувавме дури и два пати во годината вршевме вакви акции, согледувајќи ги социјално-економската состојба во државата.
бевме свесни дека моќта на граѓаните на најниско можно ниво доведена, да речам, така да отидовме и овој пат и излеговме во пресред. Сето ова е затоа што ние во минатото немаме лошо искуство со сето ова. Факт е дека се откажуваме од дел од нашите средства, меѓутоа факт е дека и помагаме на корисниците на нашите услуги. Да не заборавиме дека ова јавно предпријатие е сервис на граѓаните и постои за граѓаните. Во делот на сметките може да се добијат преку електронска, односно преку електронска пошта или познато на имейл, преку поштенско сандаче. Сакам да ве прашам, како оди наплатата во дигиталната форма? Дали се повеќе се зголемува бројката, затоа што да се улесни буквално можноста за плаќање на месечните сметки? Така. Ние како компанија брифиравме и претходно и известувавме за можноста за електронска фактура и фактура, значи постои на нашиот портал образец со кој што се овозможува добивање на e-фактура. Зголемен е бројот од ковидот. Значи сепак направи некоја штета, меѓутоа и некоја добробит, но ние како компанија бевме спремни да излеземе и да помогнеме на граѓаните, моравме да ги најдеме каналите, да олесниме секаков пристап до корисниците на нашите услуги. Денеска можам слободно да кажам дека ние како компанија веќе сме на врвот дојдени со електронската дистрибуција на фактурите и електронското плаќање на фактурите. Веќе 60.000 домаќинства ја користат таа можност. Тоа процентуално? Тоа е процентуално, некаде околу 30% од корисниците веќе ја користат дигиталната фактура, ме разбирате. Значи, јас само ќе апелирам и ќе ги охрабрам сите корисници на нашите услуги да ја искористат оваа можност на прво на навремено добивање информации, значи за својата фактура. Таму со прикачување на веб страната, значи може да се искористи можноста за достава на состојбата и за електронското и за електронското плаќање, кое што не подлежи на дополнителни давачки, значи колку ви е фактурата, толку плаќа. Не се плаќаат дополнителни провизии кои што се наплатуваат на пример во банките, во поштите. И сепак да напоменеме дека останува можноста за подмирување во готовина, да не ги заборавиме постарите граѓани. Значи во нашата управна зграда се уште си функционираме за наплата во готовина или странките кога ќе дојдат тука. Имаме надворешни пунктови за наплата, едниот е во општина Сарај, другиот е во општина Шуто-Ризари. Во блиско идно време се надеваме, да не зборувам се многу, на уште 1 до 2 вакви пункта низ градов. Дали на тие пунктови може да ги платат долговите оваа акција што трае или само секако можат долговите, меѓутоа за договор за рати мора тука да дојдат, затоа што тука се прават договори за рати кои што потоа се заверуваат кај овластените нотари. Значи за во готов сепак може на пунктовите да ги платат. Состојбата, читањето на состојбата на водомерите, како ја вршите? Имате постојано читање на водомерите? Согласно законските нормативи кои што ги мора да ги почитува ова јавно предпријатие, отчитувањето во домаќинствата се врши секој втор месец, а отчитувањето во стопанството е секој месец, бидејќи таму имаме големи потрошувачи кои што мора да се изврши отчитување на месечно ниво. Ова ние во последниот период имавме проблем со становите, каде што водомерите се внатре, знаете. Недостапноста беше на најниско можно ниво. А може би и во дворовите? Не секој може. Во дворовите сега, значи, немавме проблем ни во ковид кризата, ниту сега. Да речам, тие се достапни водомери во секој момент и може да се изврши отчитувањето. Меѓутоа проблем имавме во изминатиот период, ви велам, во становите, каде што водомерите се во самите станови и тука ни беше оној возможен пристапот, па сега ќе се вратиме на она што претходно ве извести. Значи, за таа цел ние овозможивме електронска достава, значи на
состојбите на кои што воден. корисниците ги имаат во своите станови, а дополнително нашите инкасатори има обврска, значи во тој интервал да остават и список на влезните врати на кои што корисниците на нашите услуги можеа да се ги запишат состојбите и тие состојби потоа ги прибираше после определен број на денови, ги прибиравме и се спроведува во нашиот систем, се реализира. Далечинското читање? Далечинското читување немаме проблем, значи тоа се врши секој месец во определен период и на месечно ниво тие корисници добиваат фактури согласно месечна потрошена вода. Ова се ве прашувам затоа што има случаи кога нели вашите корисници секојдневно си плаќаат редовно сметки, меѓутоа ќе дојде еден ден сметка која што е многу висока за потрошена вода која што не е платена од тие причини. Так. Дали се уште има такви случаи? Значи, видете, на 260.000 корисници, факт е дека не може да биде идеална состојбата, меѓутоа одеме кон највисокото можно ниво, се трудиме секогаш да бидеме, значи, достапни за граѓаните и таквите корисници, такви високи фактури може да настанат. Од нередовното читање не би требало да настане некоја енормна количина на вода која што не е фактурирана во претходниот период. Најчесто причинител за високите фактури и разликите кои што се појавуваат после определен период на нечитана состојба се дефектите после водомер. И тие се причинителот за високата фактура. Меѓутоа, сепак како јавно предпријатие за таквите корисници наоѓаме некои соломонски решени и излегуваме во пресрет. Скопјани вредовно пијат чиста вода, тоа веќе да не ве Тоа прашам. е секако, мислам... Како вие велите, тоа не сме да се случи? Никако. Природен феномен, треба да се гордееме со тоа. Ние сме сепак град кој што треба да се гордее што имаме квалитетна вода. Само да напоменеме дека нашата вода е втора по квалитет во Европа. После виенската вода, значи граѓаните на град Скопје пијат втора по квалитет вода и тоа е сепак гордост за овој град. Ние над 100 години Вашата лабораторија секојдневно так, нели врши мерење на секојдневно се вршат анализи, значи на неделно ниво се доставува извештај до медиумите и скопјани безгрижно да спијат за квалитетната вода. Уште еднаш да подсетиме до крај на месецот сите оние што ги немаат подмирено долговите. Да апелираме да ја искористат оваа можност, бенефитот кој што го нуди ово предпријатие и да заштедат во својот домашен буџет некој денарче сепак да ја искористат оваа можност што е нудиме. Зоран Недевски, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Се гледаме во следна прилика. Благодарам, Иво. Студио. Само едно прашање некаде на крајот на линкот. Спомена скопјани пијат квалитетна и чиста вода. Ке пијат ли поскапа вода? Председателот на регулатор на Беслимовски вчера излезе со една таква најава. Кои се информациите од водовод? Точно, ние и претходно зборувавме за тоа. Водителката Кристина Талеска сака да ве праша дали ќе имаме покачување на цената на водата. Видете, по медиумите се случуваше минатата недела и оваа недела. Значи, јас не можам конкретно да кажам дали ќе има или нема. Го очекуваме она решение кое што и вчера го прочитавме и ние по порталите како и вие. Очекуваме да видиме што ќе достави регулаторната комисија. Потоа патот, доколку се достави такво решение, патот оде преку управниот одбор и преку Советот на град Скопје. Јас не би можел повеќе да полемизирам. Знам дека не е во ваша надлежност. Не го добиеме тоа официјално решение од регулаторната комисија. Да, сепак тоа е во секторот за наплата, не одлучува дали Јасно, ќе биде ние покачен. добиваме готов производ по кој што ќе треба да работиме. Меѓутоа да почекаме да видиме што ќе се случи. Да, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам.